Кратки најави за денес. Средината на мај стартуваат првите холандски тури во Охрид. Голем интерес во Струшко за бесплатна помош и нега во домашни услови. Бесправна сеча на Мазатар. Од денеска стартува програмата ИПАР 3. 97 милиони евра стојат на располагање на Македонија за развој на земјоделството. Поевтинуваат нафтените деривати. За најавените и за останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес времето умерено облачно, сончеви периоди, ветровито и посвежо со дневна температура од само 15 степени Целзиусови. Попладне и вечерта нестабилно со врнежи од дожд, во текот на ноќта кон среда облачно со врнежи од дожд. Утре над Апенинскиот и Балканскиот полуостров времето облачно и нестабилно со врнежи од дожд проследени со ветер. Локално врнежи од дожд се очекуваат и на крајниот север и североисток од Европа. Во останатите делови од стариот континент ќе биде сончево со локална облачност и релативно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров во среда умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд проследени со ветер и пониски температури за овој период од годината. Максималните дневни во интервал од 16 до 22 степени Целзиусови. Во Македонија во среда времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд проследени со ветер и пад на температурите. Локално се очекува да наврнат и до 20 литри, а ќе дува до умерен југоисточен и источен ветер со брзина од 15 км на час. Минималните температури од 4 до 12, максималните дневни температури утре во Македонија од 12 до 19 степени. Во Охрид во среда претежно облачно време. Ќе има врнежи од дожд, ќе биде ветровито и ќе има и пад на температурите. Ќе дува засилен источен ветер, минималната 9, дневната 14. Во четврток облачно време, врнежи од дожд и пад на температурите. Минималната 9, дневната 14, а во петок умерено облачно време. Ќе има сончеви периоди. Попладне ќе биде претежно сончево со максимални 19 степени. Во сабота во Охрид сончево време со локална облачност и повисоки температури. Утринската 7, а дневната 20 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании.
е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. На 16 мај пристигнуваат првите туристи од Холандија. Од Амстердам за Охрид преку туроператорот ТУИ во шпицот на сезона од јуни до август ќе има 6 летови неделно. Годинава за прв пат организирано преку туроператорот ТУИ ќе доаѓаат и туристи од Англија. Од 12 до 15.000 холанѓани и оваа сезона ќе летуваат на брегот на Охридското езеро. На 16 мај пристигнуваат првите туристи од Холандија, од Амстердам за Охрид преку туроператорот ТУИ во шпицот на сезона од јуни до август ќе има 6 летови неделно. Тие се веќе традиционални гости кои остануваат во градот од 7 до 12 денови. Ќе имаме по 6 лета неделно и очекуваме навистина добар наплив на холандски туристи. Тие, впрочем, се веќе повеќе години во нашиот град, задоволни се од нашиот град и имаат убав престој овде. Морам да напоменам дека тие гости кои што доаѓаат од Холандија, гледаме овде, да речам, во периодот во мај доста групи, меѓутоа тие групи се или на минување или на ден или два, меѓутоа овие туристи од Холандија кои што доаѓаат се со подолг престој. Годинава за прв пат организирано преку туроператорот ТУИ ќе доаѓаат и туристите од Англија. Би сакал да напоменам дека ова година новитет како организиран туристички промет имаме и гости од Велика Британија. Некој ќе рече да, тие доаѓаа и минатата година, точно е, доаѓаа, меѓутоа не летаа со директен чартер од ТУИ. Оваа година како новитет имаме чартер организиран од ТУИ од Велика Британија кој што ќе лета со 2 лета неделно од Лутон за Охрид. И со тоа ќе можеме да забележиме во нашиот град и повеќе поголем број на туристи од англичани. Туристите најчесто се задоволни од храната, богатата култура и историја на Охрид и гостопримството на домакините, а најчесто забележуваат на квалитетот на понудата и инфраструктурата. Голем е интересот за бесплатна помош и нега во домашни услови во Струшко. Месечно во просек 25 лица добиваат поддршка од Сдруженијето Порака Нова. Овие услуги го олеснуваат животот на лицата со посебни потреби и нивните семејства. Голем интересот за социјалните услуги, семејна грижа и нега во домот во Струшко. Месечно во просек 25 лица добиваат бесплатна помош и поддршка од Сдруженијето Порака Нова. Помош во домашни услови добиваат лица со Алцхаймер, мултиплекс склероза и болни на кои им е потребна палијативна нега. Овие услуги го олеснуваат животот на лицата со посебни потреби и нивните семејства. Услуги во домот се услуги за обезбедување, помош и нега во домот на лица кои што се со привремено или трајно намален функционален капацитет, односно лица кои што не може да се грижат за себе во својот дом. 19 лиценцирани негуватели се грижат за пазарење, одржување на хигиена и давање терапија на лицата со посебни потреби. Од досегашното искуство задоволни сме од динамиката на самиот процес и се надеваме дека и после завршувањето на овој проект дека и понатака ќе продолжи да се с голем интересот и да се работи на давање, пружање социјални услуги. Во Струга од минатата година има и персонални асистенти кои им помагаат на старите и изнемоштени лица. Утре ќе се изврши дезинсекција од земја против ларви од комарци на територија на општина Охрид на површина од 500 хектари. Се работи за реализација на првиот дел од ларвицидниот третман во рамки на годишниот план за дезинсекција. Активностите се одвиваат согласно склучениот договор за намавка на услуга за превентивна дезинсекција против возрастни комарци и ларви од комарци во соработка со Министерство за транспорт и врски.
Прскањето ќе го спроведе Центарот за јавно здравје од Охрид. Откриена бесправна сеча на Мазатар. Од јавното предпријатие Национални шуми информираат дека на 28 април во спроведена акција од страна на шумоочуварската служба од подружница Галичица од Охрид во шумско-стопанската единица Мазатар, оддел 135, запленети се 27 борови стебла од бесправна сеча. Запленетата количина на облој ситно техничко дрво од бел и црн бор во количина од 5,5 метри кубни е транспортирана до складот на подружница Галичица. Против сторителите ќе бидат поднесени соодветни пријави, велат од Национални шуми. Од денес стартува ИПАР-3 програмата. Македонија, прва во регионот, започнува со имплементација на оваа програма со можност да добие неповратни 97 милиони евра за посилно и поконкурентно земјоделство. Истовремено започнува и кампањата ИПАР за Северна Македонија. Македонија долго време ги користи предпристапните фондови на Европската Унија за помош на земјоделците да бидат конкурентни и да опстојат на големиот европски пазар. Македонија е лидер од земјите во регионот со најголема искористеност на средствата од ИПАР-2 програмата со високи 98%. Од денес стартува ИПАР-3 програмата, како и кампањата ИПАР за Северна Македонија. Без посилно и поконкурентно земјоделство нема да можеме да се надпреваруваме на големиот европски пазар, а ИПАР е локомотивата која не носи напред кон ЕУ, рече Бојан Маричиќ, вице-премиер за европски прашања. Поддршката од ИПАР несомнено представува голем поттик за развој на нашето земјоделство, а резултатите во оваа област се видливи на терен. Трактори, машини, механизација, опрема, фарми, кои го модернизираа своето производство, токму благодарение на овие средства и имплементацијата, успешната имплементација на ИПАР програмата. Од Европската комисија, Македонија ќе добие дополнителни 97 милиони евра неповратни средства од ИПАР-3 програмата, која важи во периодот од 2021 до 2027 година, кои ќе бидат на располагање за нови инвестиции во македонското земјоделство. Со тоа, ќе се зголемува извозот, како и пристапот до поголемите европски фондови. Министерот за земјоделство Лјупчо Николовски ги повика земјоделците да не се задолжуваат со кредити, туку да одговорат на повикот на Министерството. Ја користам оваа прилика да ги повикам сите потенцијални корисници на новата ИПАР-3 програма да дојдат на нашите инфоденови. Ова е првиот голем настан, од утре караванот на ИПАР ќе биде во секој град, дневно по два градови. Ќе дојдеме секаде каде што ќе биде побарано, во секоја општина, во секоја населено место, бидејќи до крајот на јуни, по завршувањето на оваа информативна кампања, ќе следи најголемиот повик досега за модернизација на земјоделството и сакаме сите да бидат подготвени. Во ИПАР-2 програмата ЕУ за Северна Македонија даде 60 милиони евра, за ИПАР-3 Европската Унија на нашата земја и одобри 97 милиони евра. Тоа се неповратни пари, тоа не е задолжување на нашите граѓани. Тие пари на ЕУ не треба да ги вратиме. Заедно со кофинансирањето од државата и апликантните, вкупната вредност на програмата ИПАР-3 достигнува 210 милиони евра, средства наменети за инвестиции во следните 7 години. 5 години од смртта на академик Цветан Грозданов. Академик Грозданов со својот авторитет беше еден од столбовите на македонската наука. Охрид се сеќава на човекот кој целиот свој живот му го посвети на овој древен град и прецизно го позиционира на врвот на светските цивилизацијски вредности. 5 години од смртта на академик Цветан Грозданов. Грозданов почина во 2018 година на 82 годишна возраст. Академик Грозданов беше еден од најеминентните македонски и балкански византолози, историчар на уметноста, политичар, прв министер за култура на Македонија и поранешен председател на Македонската академија на науките и уметностите. Својот богат научен век го посвети на духовното јадро на словенскиот свет Охрид. Неговиот роден град беше
беше негова обсесија. Колосалниот опус од над 300 научни трудови на Грозданов е од огромно значење за македонската историја на уметност. Во целокупниот тој опус е присутен интересот за проникнување во византиско-словенските културни врски. Хронолошкиот распон на материјата што ја проучува Грозданов задира од времето на Свети Климент Охридски, Самуиловото царство, Охридската архиепископија до времето на преродбата. Најголем дел од неговиот опус се однесува на откривањето, идентификувањето и проучувањето на портретите на Свети Кирил и Методи и нивните ученици Свети Климент, Свети Наум, Свети Гораст, Свети Сава, Ангелари, познати како седмочисленици. Посебен дел представува неговата синтеза на охридскиот фреско-живопис од 14-тиот век. Академик Грозданов со својот авторитет беше еден од столбовите на македонската наука. Охрид се сеќава на човекот кој целиот свој живот му го посвети на овој древен град и прецизно го позиционира на врвот на светските цивилизацијски вредности. Грозданов е роден на 5 март 1936 година во Охрид. Дипломирал и докторирал на Филозофскиот факултет во Белград. Во 1985 е избран за редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје. Имал повеќе должности и функции во општествените тела од доменот на науката и културата, како и на Универзитетот Свети Кирил и Методи. За својата научна дејност академик Грозданов има добиено голем број престижни награди и одликувања во земјата и во странство, а беше член и на повеќе странски академии на науки и уметности и почесен доктор на повеќето универзитети. За монографијата Свети Наум Охридски академик Грозданов е добитник на највисоката награда за наука во Република Македонија Гоце Делчев во 1996 година. Предаваше за средновековна уметност во повеќе градови во поранешна Југославија, во Париз, во Академијата на науките во Прага, на универзитетите во Солун, Истанбул, Рим, Неапол, Софија и други. За редовен член на МАНУ беше избран на 20 јуни 1996 година, а во периодот од 2004 до 2007 година беше и нејзин председател. Од полнок дизелот и бензинот со пониски цени. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи да ги намали цените на горивата, па така од полнок цената на евродизел ќе биде пониска за 2 денари, на евро супер 95 за 1 денар, а на евро супер 98 за 1,5 денари за литар. Новата цена на евродизел е 69 денари за литар, евро супер 95 ќе се точи за 80 денари за литар, а евро супер 98 за 82 денари за литар. За 0,362 денари поевтинува мазутот М1 и 1 килограм ќе чини 41,075 денари. Цената на екстра лесното масло за домаќинство не се менува и останува 68 денари. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Тела на 7 лица биле пронајдени во дом во Оклахома, соопштија властите. Меѓу жртвите има 2 исчезнати тинејџерки, нивниот осомничен киднапер и уште 4 лица. Државната патрола на Оклахома испратила тревога во понеделникот наутро во потрага по 14 годишната Ајби Вебстер и 16 годишната Британи Бруер, кои се сомневаше дека биле со 39 годишниот Джеси Макфейден, кој веќе бил осуден за силување, но во понеделникот попладне шерифот на округот Окмулџи рече дека двете девојчиња и Макфейден се верува дека се меѓу 7 мртви тела откриени во една фарма источно од градот Хенриета, 50 милји јужно од Тулса. Според NBC News не се достапни дополнителни детали за смртните случаи, на место на настанот се присутни силни полициски сили и во тек е увид. Светската програма за храна на Обединетите нации ја прекина испораката на храна во Северна Етиопија поради внатрешна истрага за кражба на храна наменета за гладните, соопштија 4 хуманитарни работници. Светската програма за храна ги известила своите партнери на 20 април дека привремено ја прекинува испораката на храна за Тиграј поради извештаи за проневера, изјави еден од 4 хуманитарни работници за американски медиуми, а останатите тројца ја потврдија информацијата. Сите 4 побарале анонимност бидејќи не се овластени да разговараат со новинарите на оваа тема. Минатиот месец американски медиуми јавија дека Агенцијата за храна на Обединетите нации истражува случаи на проневера и пренасочување на хуманитарна помош во Етиопија, каде на 20 милиони луѓе им е потребна помош поради катастрофална суша и конфликти.
Најмалку 6 лица загинаа, повеќе од 30 се повредени во голем верижен судир помеѓу 70 возила кои се случил за време на песочна бура во американската сојузна држава Илиноис, соопшти полицијата. Верижниот судар се случил на пат јужно од градот Спрингфилд во центарот на Илиноис. Видливоста во тој дел била многу слаба поради прашината, соопштија од полицијата. Во тек е потрага по тројца исчезнати членови на екипажот како танкер со нафта регистриран во Габон се запалил на брегот на Јужна Малезија, соопштија малезиските поморски власти. Малезиската поморска управа соопшти дека примила пријава за запален танкер и ја добила во 16 часот по локално време на околу 37,5 наутички мили североисточно од крајбрежниот регион Танјук Седили во државата Џохор. Танкерот пловел од Кина кон Сингапур со 28 членови на екипажот кога се запалил. Поморски патролен чамец бил испратен на местото на настанот за да ги спаси они кои биле во него, додаваат. 23 членови на екипажот се спасени од два брода кои биле во близина, а патролата спасила уште 20 членови. Тројца членови на екипажот се водат за исчезнати и не се знае дали скокнале во морето или останале некаде на танкерот. На првите фотографии се гледа како танкерот гори, а големи облаци од црнчат се издигнуваат во воздухот. Во близина биле забележани и други бродови. За сега јавува CNN, не е јасно дали имало истекување и загадување на морето. Почитувани, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодариме за довербата. Имајте пријатен ден.